Со две победи, кошаркарите од основното училиште Свети Кирил и Методи обезбедија пласман за учество на републичкото првенство за основните училишта меѓузонски надпревари во кошарка. Денеска во спортската сала на основното училиште Свети Кирил и Методи започна надпреварите за пласман, во кој се надпреваруваа екипи од Кочани, Куманово, Струмица и Гевгелија. Кошаркарската екипа од основното училиште Свети Кирил и Методи е единствена во Кочани која обезбеди пласман за учество на републичкото првенство. Денес во спортската сала на основното училиште Кирил и Методи го играме првиот турнир. До овој момент забележивме една победа, мощна тешка тежок надпревар, едно училиште Видео Подгорец од Струмица успеавме да извојуваме победа, со тоа ни се зголемија многу шансите да обезбедиме пласман на републичкото надпревари, каде што ќе учествуваат 6 екипи од цела Република Македонија за основни училишта во колективниот спорт кошарка. Сакам да истакнам дека оваа секција кошарка, оваа екипа кошаркарска е единствена спортска екипа од општина Кочани која обезбедува пласман на ова повисоко ниво на надпревари. Кошаркарите задоволни од постигнатиот успех изјавија: Јас сум Андре Томевски од екипата на училиштето на Свети Кирил и Методи. Денес сме овде на регионалните надпревари. На распоред се два. Изигравме еден со Струмица и го победивме. Сега треба да играме со Гевгелија и очекуваме победа. Јас сум Дина Лазарев и сум ученик од основното училиште Кирил и Методи. Ние тренираме напорно, тренираме за школата, а исто така и одеме се такмичиме во други групи од Македонската кошаркарска федерација и ние тренираме во клубот Баски Дино, кој што не тренира Сашко Лазарев. Здраво, јас сум Петар Ивановски, ученик во основното училиште Свети Кирил и Методи. Не очекува уште еден турнир во Куманово и ние сме длабоко убедени дека ќе победиме и дека ќе идеме на републичко. По завршувањето на надпреварите во Кочани, кошаркарите се надпреваруваат и против екипата во Куманово, од кој надпревар не зависи дали ќе учествуваат на републичко првенство или не. Туку секако кочанската кошаркарска екипа продолжува и понатаму.